21 ноември ќе биде достапна за секој, така да во оваа книга јас се потрудив да ги ставам тие фундаменти, основи на криптоиндустријата, за да им помогнам на идните инвеститори и постојните инвеститори да имаат литература каде да прочитат, затоа што ова де факто е прва книга во историјата на Македонија. Да не мора да бараат на англиски да читаат. Да. Сите информации што се ставени во книгата се информации што јас пред се и во мојот вебсайт и на оваа книга јас информациите ги земам од самите програмери што работат за овие криптовалути. Значи тие се 100% конкретни информации. Во книгата има 9 модули, почнувајќи од сегашната економија за познавање и исто така од вториот до 8-миот модул, тоа е поделено на 9 модули, се осврнувам на криптоиндустријата, почнувајќи од блокчейн технологијата. На вториот модул се објаснува блокчейн технологијата, се што презентира, потоа криптовалутите се објаснуваат што се тие, како функционираат, како се делат. Понатака имам исто така модул во четвртиот каде што се објаснува класификација на криптовалутите, на криптопазарот, затоа што де факто сите тие презентираат некаква различна технологија. И исто така во петиот модул пишувам за начини на измами, луѓето да се заштитат од тие начини на измами што се случуваат денес и како да тргуваат. Во шестиот модул се објаснуваат сите овие сега што ги споменавме на почетокот на разговорот, независни новчаници на децентрализиран начин како да се чуваат криптовалутите, сето тоа е објаснето, исто така новчаниците и децентрализирани финансии. Затоа што тие се фактички вистинскиот носител на криптосветот, а не овие централни менувачници. Исто така, во седмиот модул го ги објаснувам NFT. Тоа ќе би дошло незаменливи токени. Што е тоа? Да го презентирам, да го објаснам за публиката. Тоа е, значи, за сите артисти, без разлика дали се сликари, дали се музичари, нема да имаат потреба од издавачка куќа, од музичка куќа продукција, за да можат да го стават својот албум на музика во пазар. Тие ќе можат да го стават тоа преку блокчейн мрежа и на сите корисници да им биде достапна тој вид на уметност, без разлика за што станува збор. Јас тоа го пишувам во седмиот модул и објаснувам како може тоа да се користи. Во осмиот модул зборувам за третата генерација на интернет. Моментално, значи да прецизирам за сите, сега ова што го користиме како интернет апликации, тоа се Web 2, односно втората генерација на интернет. Сега одиме во трета генерација интернет, да прецизирам за публиката што е тоа. Тоа значи дека сите учесници во мрежата, дали станува за социјални мрежи, медиуми без разлика, сите од самото користење на мрежата ќе можат да монетизираат и тоа е на децентрализиран начин, нема да постои цензура, значи ни такви социјални мрежи, имаме децентрализиран YouTube, што веќе почнуваат да функционира. Од модул од мојата книга се осврнувам на дигиталните валути на централни банки, затоа што нема да бидат ова што го знаат луѓето и мислат дека станува збор за истото, не, тоа ќе биде токен на централизиран леџер. И тоа веќе е во пракса во Кина, секој е добро за економиите и за индивидуалците, затоа што на тој начин луѓето потенцијално може да бидат да добијат секакви забрани каде да трошат, на што да трошат и на кое место да трошат, а исто така нема да постои штедење, односно ќе има негативна каматна стапка во овие така наречени демократски земји во Западот, а некаде има дури што се вика во криптоиндустријата burning tokens, односно буквално ако во одреден рок, пример да речеме во 3 до 6 месеци чувате некоја заштеда, не ги трошите парите, може тие да ви исчезнат. Затоа што тоа е токен на централизиран леџер. Морам да прецизирам, не е како ова што го знаеме како дигитални валути. И тоа ќе се случи веќе сега за 8 месеци во Америка, во Европа за нецела година, можеби година максимум, веќе тие ќе бидат пуштени за мало продажба. Исто така морам да потенцирам за овие валути, че има две класи на валути. Значи, едната класа ќе биде за централните банки и за корпорации, како што се Microsoft, пример. Да. Значи, тие ќе имаат еден вид на пари, а другиот тип на пари ќе го имаме ние.
односно што би рекле ритейл, односно за мало продажба. Овие рестрикции ќе бидат за мало продажба. Добро објаснето се што постои и како функционира во крипто светот. Затоа за секој еден што е инвеститор или сака да биде инвеститор, јас му ја препорачувам оваа книга да ја земе, да ја прочита и ќе биде одлична основа за почеток на инвестиции. Да, и како што